Мицкоски со Кошта ќе бара решение за деблокада на евроинтеграциите. Некултурно е преку ноги да го промениме ставот за спорот со Бугарија, порача премиерот. На само неколку дена пред доаѓањето на Антонио Кошта, председателот на Европскиот совет во Скопје, премиерот Мицкоски изјави дека македонската влада не е подготвена да влезе во нова авантура со билатерални барања. Позициите се јасни и нема ниту милиметар да се отстапи идентитетски. Според Мицкоски, уставните измени се само почеток и потврда за тоа е содржината на разговорот меѓу Моцунски и Чамова во Шведска. Сигурен сум дека на неговото присуство тука и за време на нашата билатерална средба, а потоа и на работната вечера ќе можеме да размениме повеќе идеи, да видиме дали и како може да се надмине прашањето. Ние многу пати во јавност сме и кажале нашите позиции, би било би рекол некултурно да се очекува едноставно да се промени ставот преку ноќ. Антонио Кошта се очекува во Скопје да пристигне во вторник на 2 јуни како дел од неговата 5-дневна турнеја низ регионот која ќе ја заокружи со копредседавање со самитот на ЕУ Западен Балкан во Тиват, Црна Гора. Можноста за проширување на Европската унија е реална, порача Кошта пред стартот на турнејата. Мојата втора турнеја низ Западен Балкан испрака јасен сигнал. Посветеноста на Европската унија кон регионот е реална. Исто толку реална колку и можноста за проширување. Моментумот е тука. Сега е време за реализација. На масата во Тиват на 5 јуни се очекува да биде ставен предлогот на германскиот канцелар Мерц за асоцијативно членство на Украина и привилегиран наблюдувач и забрзана постепена интеграција за Западен Балкан. Мицкоски денеска одби да го коментира предлогот додека тој не стане официјален став и одлука на ЕУ и порача дека Мерц најавил вакви чекори уште на состанокот на Берлинскиот процес во Лондон минатата година. Премиерот изјави дека ќе учествува на самитот за Западен Балкан и дека е љубопитен да слушне повеќе детали за новите концепти и идеи за проширувањето на Унијата.